Почитувани медиуми, почитувани земјоделци, уште од првиот ден од доаѓањето во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работиме на деблокирање на исплатата на субвенциите за тутунот. Пари кои тутунопроизводителите ги чекаат подолго време. Поречиси еден месец блокади, успеавме да ги отстраниме сите пречки за исплата на субвенциите за тутунот. Со задоволство ви известувам дека денес почнува исплатата на субвенциите за производителите на тутун. Во Министерството за финансии се испратени, подпишани и се пристигнати сите налози за исплата на субвенциите на тутун во износ од речиси 1,5 милијарда денари или околу 25 милиони евра, со што комплетно ќе бидат исплатени сите тутунопроизводители веднаш. Земјоделците денеска во попладневните часови и во текот на утрешниот ден ќе можат да си ги подигнат овие 25 милиони евра од банките. Изминатите недели направивме напори за да се деблокира исплатата и да се отстранат сите пречки. Само накусо ќе напоменам што се преземавме за да почне токму оваа исплата на субвенциите за тутунот. Го променивме Законот за земјоделство и рурален развој, со што се одлажи важноста на условите за подмирени обврски кон Управата за јавни приходи. Вработените во подрачните единици на Министерството ги овластив да ги внесуваат податоците од подружниците на акционерското друштво Водостопанство, со цел земјоделците кои што ги подмириле обврските за водарина по 15 јануари оваа година да бидат внесени како водокорисници кои што не должат по основ на договорот за водарина, за да можат да ги добијат и тие субвенциите. Од секторот за земјишна политика се ажурираше базата на податоци со цел на земјоделците кои должат за неплатена концесија за државното земјоделско земјиште преку пат на пребивање да можат да се исплатат субвенциите за тутун. Дополнително, веднаш ја ажуриравме и базата во делот на јапонската помош и на пасишта, што исто така беше еден од предусловите за да може да се исплатат субвенциите на тутунот. Најголем дел од овие работи не беа завршени во периодот во кој што надлежните морале да ги завршат, а тоа е почетокот на годината. Како влада и понатаму ќе работиме во интерес на сите земјоделци и ќе бидеме отворени за решавање на сите проблеми во земјоделството. Приоритет на новата реформска влада е зголемувањето на земјоделските површини, зголемувањето на приносот и на квалитетот на земјоделските производи, што ќе доведе до поголеми приходи на сите земјоделства кои што екзистираат од токму од оваа дејност во државата.